почитуван министер за економија, господин Крешник Бектеши, почитуван амбасадор на Германија во нашата држава, господин Геберих, поддржувач на овој настан, почитувани екселенции, амбасадори на другите држави во нашата држава, почитувани директори на енергетските компании, почитувани дами и господа, почитувани медиуми. Со нашето присуство денеска тука, моето и на министерот за економија, сакаме да ја прикажеме посветеноста на владата во делот на обновливите извори на електрична енергија. Цениме дека е исклучително важно да пробие информацијата до јавноста дека со новиот закон за енергетика, кој што беше донесен во мај 2018 година, широко се отвори просторот и вратата за инвестиции во обновливи извори на електрична енергија. Но пред да го кажам начинот на кој што тоа ќе се случува, мислам дека е важно да кажеме и да напоменеме кои се суштината и иднината на енергетското живење на нашата држава. Тие се детерминираат во стратегијата за енергетика, која што е сега точно на расправа во нашата јавност и која што треба да биде донесена до крајот на годината. Таа беше направена од страна на PricewaterhouseCoopers во соработка со Македонската академија на науките и уметностите. И таму се предвидени 3 сценарија. Едното е референтно сценарио, другото е сценарио на умерена енергетска транзиција и третото е зелено сценарио. Јас ве повикувам сите вас, кои што сте учесници во енергетското живење, би рекол, на нашата држава, да ја погледнете енергетската стратегија, да ја дискутирате, да ја анализирате, да дадете предлози и сугестии, а ќе искористам приликата да накратко ви објаснам што во тие сценарија стои. Што е многу важно? Многу е важно дека нашата држава, за жал, не е богата со енергетски ресурси. Нашата држава нема сопствен газ, нема сопствена нафта, а за жал и резервите за јаглен не се многу издашни. Може да се отвори во иднина рудникот Живојно и тоа е она се што е засега познато како резерви во нашата држава. Но тоа нема да обезбеди континуирано производство со 3 блока во Рек Битола, него ќе обезбеди лимитирано производство од тие 3 блока. Значи, ние мораме да внимаваме како во иднина ќе ги обезбедуваме енергијата, пред се електричната енергија во нашата држава. И тука е многу јасно. Алтернативи немаме. Алтернативата која што ни се нуди се обновливите извори на енергија, кои што за среќа, посебно во делот на сонцето, ги имаме во изобилие. Во делот на малите хидроелектрани, можам да кажам дека еден добар дел во нашата држава е веќе изграден. Над 70 електрани, точно 72 се пуштени во функција, во моментов се во градба околу 30-тина, но електрани може да правите толку колку што имате реки и планини, а тоа за жал е ограничено географски. И тука има уште мал простор за подобрување, но за жал не многу голем. Тука се големите капацитети, како Чебрен, кој што до крајот на годината ќе испадне тендерската постапка во предквалификација, и тоа се отприлика хидроелектраните. Што се однесува до ветерните електрани, тука сме лимитирани со еден друг фактор, а тој фактор е стабилноста на системот и согласно студијата на МЕПСО, тука ограничувањето е меѓу 150 и 200 мегавати, точно затоа владата донесе одлука да се инвестира до 180 мегавати инсталирана снага во ветерни електрани и тие се во еден добар дел веќе распределени, 50 мегавати се резервирани за Елем, од кои 36 направени и 14 во фаза на инвестиција, 36 мегавати има приватна инвестиција во Овчеполскиот регион, 32,4 мегавати, првите се 36, овие се 34 мегавати во Демиркапија, значи исто така приватна инвестиција. И имаме на повидок проект од 30 на мегавати кој што е во Гевгелискиот, односно Богданскиот регион, дополнителен проект, и ќе останат отприлика уште 30 мегавати за идни проекти кои што може да се развиваат, и јас ве повикувам, развивајте проекти и ги повикувам сите инвеститори, но оваа влада ќе донесе одлука веќе за давање, значи, на првите 50 и вторите 70, 120 и 30, 150 мегавата веќе ветерни паркови, визави постојните, само 36 мегавата кои што се изградени во нашата држава. Значи, очекувам во следните 2-3 години да видиме минимум 150 мегавати инсталирана снага.
И она што го оставив на крај, тоа е во делот на обновливите извори на енергија, фотоволтаиците. Тука можностите се огромни, бидејќи сонцето е, како да кажам, неограничен извор на енергија и согласно нашиото географско, значи, каде Македонија се наоѓа, тука имаме изобилие на такво зрачење. Радиацијата во нашата држава е добра, многу подобра него во западно развиените европски држави и западноевропските, развиени држави, и во тој дел треба тоа да се искористи и мислам дека владата покажа на најдобар начин како тоа треба да се направи. Сакам да ви информирам, иако за тоа ќе направиме и посебна пресконференција на која што ќе информираме јавноста, но мислам дека вие како стручна јавност треба да бидете информирани, дека ние тука сме посветени да направиме до 200 мегавата. Во моментот во државата има 20 мегавата инсталирана снага, тоа е премалку. Првите 10 мегавата се потпиша договор во рамките на ЕЛЕМ, значи односно ЕСАМА, во Осломеј, каде што инвестиција на ЕСАМА, значи тие се веќе потпишани и проектот е во реализација. Тоа е инвестиција на ЕСАМА. Определивме земјиште од 60 за 62 мегавата, значи при тоа 35 мегавата на државно земјиште, и тоа во Свети Николе 25 мегавата и во Македонски Брод 10 мегавата, и оставивме простор од 27 мегавата за приватни инвестиции на приватно земјиште. Првиот тендер заврши и морам да ја споделам со вас информацијата одлично. Што значи одлично? Одлично значи дека сите парцели кои што беа поделени, 2 по 10, па некоја 5, 2, 6 единици, сите тие тргнаа од тоа да државата даде премиум, дојдоа до 0 премиум и преминаа во позитивна аукција, и инвеститорите не само што ќе инвестираат без премиуми, него практично околу 3 милиона евра плаќаат за да ја добијат можноста да инвестираат. Ова е најдобар начин на енергетска транзиција, да се види како може практично по комерцијални услови, а благодарение на една тендерска транспарентна постапка и електронска аукција, да се постигне оваков резултат. Ова е патот и примерот како треба во иднина да се развиваат фотоволтаиците во нашата држава, а при тоа да немаат ефект врз крајната и финална цена на корисниците. Бидејќи секогаш кога зборуваме за обновливи извори на енергија, треба да зборуваме и за цената на електричната енергија према крајните корисници, а ова што се случи со фотоволтаиците е еден домар пример како може да се најде компромис, и тоа е еден пазарен компромис помеѓу тие две работи. Ова треба да продолжи, ќе продолжи веднаш. Во Осломеј имаме рудник кој што е исцрпен од резерви на јаглен, но тоа земјиште е таму останато, во собственост е на ЕСАМА и таму може да се направи 100 мегавата инсталирана снага. Зошто? Затоа што трафостаницата која што е изградена и која што е во функција може без проблем да прими 120 мегавата инсталирана снага, толку колку што беше и термоелектраната која што сега работи 1 до 1,5 месец во текот на годината и полека со тек на време ќе стане споменик на енергетиката, бидејќи нема јаглен повеќе, се разбира. Во тој дел, значи, ќе се случи првиот пример во Балканот на енергетска транзиција, каде што од рудник за јаглен ќе се рекултивира земјиштето и ќе се пренамени во фотоволтаик од 100 мегавата. Тука ќе се објави јавна тендерска постапка за јавно-приватно партнерство. Тоа јавно-приватно партнерство ќе биде, ќе го кажам, во неколку сегменти. Првиот сегмент е ЕСАМА, значи ќе биде јавниот партнер во тоа јавно-приватно партнерство, ќе го даде земјиштето, ќе даде трафостаницата, односно приклучокот на мрежа, и ќе го даде балансирањето на тие 100 мегавата, бидејќи ЕСАМА има капацитет со своите хидропотенцијали тоа да го направи, а ќе го добие тендер од тој партиципент кој што ќе даде најголем процент од приходот од идната инвестиција. Значи 100% инвестицијата треба да биде направена од страна на приватниот инвеститор и ќе го добие тендерот, односно таа постапка ќе ја добие, ќе биде инвеститор тој кој што ќе даде најголем процент од идниот приход на фотоволтаикот. Така, практично ЕСАМА без никаква сопствена инвестиција, само користејќи го својот хидропотенцијал, ќе добие дополнителен приход,
од еден објект кој што денеска прави не помалце од 15-16 милиона евра загуба на годишно ниво, бидејќи таму има електрана, има вработени, а нема јаглен и таквата ситуација ќе се санира. Ова ќе биде првата енергетска транзиција од термоелектрана на јаглен во фотоволтаик во целиот регион и мислам дека ќе биде еден позитивен и добар пример. Јас ве повикувам сите вие кои што се занимавате со таа проблематика да го препознаете ова како шанса и да инвестирате. А јас очекувам дека, имајќи ги во предвид резултатите од првиот тендер за фотоволтаици на државно земјиште, дека ЕСАМА ќе реши значителен дел од своите проблеми спреку овој проект. Би можел да зборувам уште многу за обновливите извори на енергија, бидејќи сите знаете дека јас лично сум поддржувач на таквата енергетска транзиција и меѓутоа мислам дека е доволно, ќе имате панел, на сите вас ви посакувам прво на излагачите успешна презентација на нивните проекти, на учесниците на ова саемска манифестација успех во комерцијалните сделки, а на сите вас кои што сте во делот на енергетиката и обновливите извори на енергија, прво плодни денови, успех и добра соработка. Ви благодарам на сите.